Советот на општина Куманово го усвои ценовникот за новиот автопазар кој ќе се одржува секоја сабота на локацијата на стариот добиточен пазар во Долно Којнаре. Како што соопшти на вчерашната седница веде директорот на јавното предпријатие Пазаришта Суад Зејнулахи, цените на услугите ќе зависат од големината и видот на возилото, а капацитетот ќе изнесува од 200 до 300 возила. Ценовникот е како резултат на желота за отворање на пазар за продавање на возила кој е во согласност со програмата на јавното предпријатие Пазаришта за 2026 година која ја изгласавме на претходната седница. Од нашите истражувања во соработка со вработените во предпријатието, дојдоме до заклучокот дека има финансиска за нашето предпријатие, имајќи предвид дека нашата предпријатие, нашата општина е од најголемите по население и географска положба, каде гравитираат многу рурални и други општини со големо население и гледаме како исходно да ја направиме овој обид. Ние како предпријатие имаме човечки ресурси кои ќе ги искористиме за оваа дејност. Истовремено имаме и наши простории кај добиточниот пазар, поради тоа што тој моментално има забрана за функционирање од страна на Агенцијата за ветеринарија и истиот ден сме предвиделе да значи и пазарот за возила да работи во сабота, имајќи предвид дека оваа дејност не ја отежнува финансиската состојба на предпријатието, туку мислиме дека со отварање на автопазарот ќе имаме само финансиски придобивки. Сме предвиделе значи за електричка за мотоцикли да се плаќа 150 денари, за мотоцикли 250 денари со предвидено ДДВ, за електрични возила да се плаќа 150 денари со опфатено ДДВ, за возила за приколки и трактори 300 денари со предвидено ДДВ. За комбиња 350 денари со ДДВ, за камиони со капацитет од 2 тони 400 денари со опфатено ДДВ, за камиони со капацитет над 2 тона се плаќа 500 денари. Сме предвиделе и за паркирање на авто со лична одговорност, значи се плаќа 150 денари на ден.